уште не почната изборната кампања, се чувствува веќе изборна еуфорија и кај едните и кај другите. И актуелната опозиција, која претендира да ја освои престојната власт по изборите, но и актуелната владеачка гарнитура се надева на победа на престојните парламентарни, но и председателски избори. Во ово издание на Тренинг гостин е Арбер Адеми, подпредседател на ДУИ, шеф на пратеничката група на интегративците во Законодавниот дом, но и председател на Комисијата за европски прашања. Господин Адеми, ако прашањата бидат непријатни и ве испровоцирам, дали може да се случи да почнете да ме малате со книги, како што бевме сведоци, како летаат чаши и кафиња во Собраниската Комисија за европски прашања, кога влеговте во жестока дебата со Милошовски? Тогаш не беше жестока дебата, но многу повеќе од тоа. Јас бев нападнат на мојата работна маса како председател на комисијата. И секако дека јас изразив жалење за сите тие ситуации кои општеството беше приморано да ги види и да ги следи, но се случува и во храмот на демократијата да не им се дозволи на пратениците, во овој случај мене, како председател на комисијата, физички да бидам нападнат додека ја водам Комисијата за европски прашања. А ако за вас Собранието е храм на демократијата и за многумина сметаа дека е храм на демократијата, не ви се чини дека Собранието се претвори во срам за демократијата? Делумно имате право. Сакам да ви одговорам на искрен начин, бидејќи вие сте сведоци дека во овој мандат тоа што се случувало во Собранието и што се случува е без преседан. Зошто? Затоа што блокирањето стана правило, а нормалното функционирање на Собранието стана исклучок. Само вие сте новинар, можете да истражете, не е многу длабоко, бидејќи брзо доаѓате до вакви информации, да направите пресек. Сите комисии кои се раководени од опозицијата, да видите зошто за некој предлог закони воопшто не е свикана никогаш седница. Нели е храмот на демократијата? Нели треба преку дискусија, преку предлози, амандмани и слободно убедување пратениците да заземат став за било кое прашање, за кое имаме конкретен предлог, нели? Речиси 100 закони, речиси. Не се воопшто свикани седници на комисии кои се раководени од опозицијата, каде тие преседаваат. А колку закони биле блокирани со илјадници амандмани, и треба да истражете, треба да направите некоја анализа, ве предизвикувам вас лично и сите други новинари, сите кои имат и малку општествена одговорност, да направат анализа. Зошто се случуваше ова? Господин Адеми, зошто за вашиот лидер Али Ахмети визија и приоритет е идниот председател на државата да се избира во Собранието, а не на непосредни избори? Зошто овој услов го испорачувате непосредно пред стартувањето на изборната кампања? Не, ако се вратиме во ретроспектива, ние можеме да се увериме слободно дека уште во 2009 во изборниот конгрес на ДУИ во декември 2009 Али Ахмети наброи 12 позиции кои дотогаш биле недостижни за албанците и за другите од кои се од немнозински заедници. И од тогаш до денеска ние сме сведоци дека добар дел, речиси 90% од тие позиции, биле раководени или се раководени од албанците. И никаков зијан не се случи на земјата. Напротив, ние сме го имале Талат Џафери како председател на Собранието, не само според нас,
Не само според албанците, туку и според искусни политичари македонци, тој бил еден од најдобрите председатели, најдобар председател на собранието. Така што мислиме дека ексклузивата само за една етничка заедница да бидат одредени позиции е непродуктивна. Затоа Али Ахмети, како и секогаш, настапува со прогресивна идеја и не е нова идеја. Можете да ги прочитате нашите изборни програми од 2014, 2016, 2020 и тоа е нотирано тамо, е ветување наша, но чекор по чекор сме стигнале и до позицијата председател на државата. Зошто е прогресивна? Бидејќи сега председателот се избира на непосредни избори. И не е со целосен легитимитет, да зборуваме искрено. Затоа и намален прагот во Уставот од 50% за вториот круг на избори, за излезността, да биде на 40% излезността, за да имаме успешни председателски избори. И сега ве прашувам, кој е легитимитетот на еден председател кој може да издвојува победа со 21%, 22%, 23% од вкупниот број на избирачи во Република Северна Македонија? А кој е легитимитетот на председателот на државата, според предлогот на Али Ахмети, да биде избран со двотретинско мнозинство, што обезбедува општествен консенсус со над 80 гласова за тој председател и умеѓу време и Бадентерово мнозинство, што со тоа што ќе се обезбеди меѓуетнички консенсус. Нели велиме дека председателот на државата е таткото на сите граѓани? Добро, според оваа ваша теза, дали тоа значи дека сите досегашни председатели на државата, вклучувајќи го и последниот Стево Пендаровски кој ќе трча за уште еден мандат, немале целосен легитимитет? Тие сите председатели до сега биле избрани, но секогаш биле оспорени. Ако за Дуи е услов. Добро. Идната владина коалиција, односно да партиципирате во влада, да биде услов идниот шеф на државата да се избира во законодавниот дом, прашањето ми е дали Дуи е подготвена опозицијски да делува после изборите, доколку не се исполни ветувањето идниот председател на државата да се избира во собранието. Ова е за мене дежаву прашање, исто како во 2020, кога настапивме со предлогот прв премиер Албанец, истите прашања се поставуваа, но ние сме сведоци дека тоа е реализирано. Талат Џафери е премиер на државата со полн политички капацитет. Бидејќи владата со полн капацитет функционира, собранието со полн капацитет функционира и така натаму. Бидејќи немаме предвремени избори, немаме распуштање на собранието, така затоа велам со полн политички капацитет функционира и владата, и собранието, и сите институции во државата. Така што за нас Адеми, ова е техничка влада која има за цел исклучиво да ги спроведе изборите. Не е ова Талат Џафери не е технички премиер, бидејќи таков поим не постои и во изборот, одлуката за изборот негов, таму пишува председател на владата на Република Северна Македонија. Но, да се вратам на прашањето. Ние мислиме дека на граѓаните треба да им нудиме прогресивни решенија. Прогресивна решенија, идеја и визија е токму ова на Али Ахмети, за да имаме председател избран во собрание. И тоа не значи наметнување, надгласување од страна на Дуи, ако сакате и од албанците, бидејќи треба да имаме консенсус. Од страна на собранието. Не ми одговоривте конкретно на прашањето. Дали Дуи е подготвена да делува опозицијски после изборите, доколку не ви се исполни
барањето идниот председател на државата да биде избран во собранието. А зошто дуи да биде во опозиција ако ќе ја ужива поддршката од граѓаните? Заради тоа што повеќе не важи правилото победник со победник. Потоа не треба да се жалиме ако не функционираат институциите. Ние ова сме го виделе во 2006. За 16 месеци се докажа дека институциите не би можеле да функционираат, особено собранието. Како ќе се донесат законите кај што треба бадентерово мнозинство? Има голем број на закони и реформски закони кои треба да се носат со бадентерово мнозинство. Но само уште нешто да споменам. Ова наше барање не важи само за првиот круг на председателски избори. Ова наше барање за да се избира председател во собранието важи и за вториот круг на председателски избори и за парламентарни избори на 8 мај, но и при формирање на идната влада. Не гледам зошто би имале ние, за сите политички партии, велам, отпор кон некоја прогресивна идеја. Постои ли опасност да пропадне или да не успее изборот на идниот шеф на државата, односно да не се постигне цензус уште во првиот круг од председателските избори? Дали може би дуи притаено работи за на некој начин да се анимира членството за тивок бојкот на престојните избори за председател говорам? Видете, самото ваше прашање го потврдува сето она нашево, зошто ни треба ние да бидеме за ова прогресивна идеја председател на државата да биде избран во собранието. На ова прашање лидерот Али Ахмети ви одговори. Бојкотот не е соодветно решение за било што. Но треба да бидеме рационални. Доста е со популистички пристапи, одлуки и така натаму. Треба да бидеме рационални. Не треба да оставиме простор и позиции кои ќе бидат генератор на проблеми, тензии и ескалации. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски најавува дека е возможна и дека ќе работи на формирање на влада без ДУИ. Дали во таков случај ДУИ би гласале за спроведување или за изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата од позиција на опозиција во парламентот? Најпрви ние нема да бидеме во опозиција, бидејќи ќе ги добиеме изборите, а второ, ако ептен сте заинтересирани како би делувале ние визави уставните измени, ние уште во овој мандат, нели рековме, ајде широка влада, сите да бидат дел од владата и имавме предизвик од ВМРО-ДПМН дека тие би биле за да учествуваат во владата, но без ДУИ и би гласале за уставните измени. И ја прифативте фрлената ракавица? Одма. Ниту 5 минути, ниту 10 минути од овој предлог ние реагиравме во јавноста, да, повелете во владата, ние ќе бидеме во опозиција, но само изгласајте ги уставните измени. Зошто? За нас е битна иднината на државата, иднината на граѓаните. Кај одиме вака? Со популизам, со национализам, кај одиме вака? Што им нудиме на граѓаните? Подобро утро? Никако. Уставните измени не за ДУИ, не за Али Ахмети, туку за граѓаните треба да ги носиме час поскоро. За да обезбедиме подобра иднина, да ја зачуваме ова наша заедничка татковина. За тоа треба да ги донесеме уставните измени. Без калкулации колку ќе добијам, колку ќе изгубам како политичка партија, на дневна основа да ги гледаме тие рейтинзиве. Господин Адеми, овој дел ќе го заокружам со уште едно директно прашање до вас. Дали по овие парламентарни избори е возможна влада ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ?
Сега ова хипотетичко прашање, за нас е најбитно да се зачува евроинтегративниот пат на Република Северна Македонија и не за нас, пак ќе повторам, за сите нас заедно, за ова наша заедничка татковина. Друга држава јас немам. Јас планирам мојата иднина да ја градам тука, моите деца се тука, учат тука и заедно со моето семејство тука ќе бидеме. Пасош, двоен, друг пасош, јас немам. Како што имат некои други патриоти што излегуваат по медиуми. Така што имаме црвени линии, за нас е битен Охридскиот рамковен договор, Преспанскиот договор, договор за добро соседство со Бугарија, уставните измени кои произлегуваат од преговарачката рамка и председател на државата избран во собранието, независноста на Косово, бидејќи се појавуваат и политички партии кои сакат да ја отрујат на народот, да го отрујат народот со лажен патриотизам, национализам и сакат да опстанат во политичката сцена со тензии и со проблеми. Само не треба да потпајаме на стапицата на популистите и лажните патриоти, кои не сакат да ја видат ова земја да напредуваат, бидејќи повеќе мислат за сопствениот рейтинг и за рейтингот на сопствената партија. Гостин во Трин, Карбар Адеми, подпредседател на ДУИ, координатор на пратеничката група на интегративците во собранието, председател на Комисијата за европски прашања. Господин Адеми, каква е улогата и влијанието на косовскиот премиер Албин Курти на домашната политичка сцена, ако Ахмети категорично тврди дека Курти се меша во внатрешните работи на земјата и ако Курти стои директно или индиректно зад европскиот, опозицијскиот европски фронт, дали всушност Ахмети е привезок на Вучич и на Рама? Видете вака, кој е Ахмети и што е Ахмети, сите знаат. Не треба да пребаруваме информации за улогата на Ахмети, со кој е врзан и што работи. Али Ахмети работи цело време за подобра иднина на ова држава. А кај вашето прашање, дали премиерот на Косово има некоја улога, тука јас би кажал дека не е ништо ново, бидејќи два пати до сега учествувале со опозицијата, во кампања на опозицијата, држале говори по нивни митинзи, само ги сменат партиите кои ги поддржуваат. Бидејќи најпрвин го поддржува Зијадин Села, Алијанса на албанците, бидејќи беа по митинзи кои ги организираше Алијанса за албанците. А сега Зборувате за истиот Зијадин Села кој сега ви намигнува вам како можен иден коалиционен партнер? Не зборувам за Алијансата за албанците во времето кога Зијадин Села беше председател и сега е пак председател на таа партија, се врати, нели? Тогаш беа бидејќи тие беа опозиција на ДУИ, тогаш беа во нивни митинзи, сега се два пати и за председателски избори 2019 и за парламентарни избори 2020. И ДУИ и Али Ахмети усвоија победа. Бидејќи граѓаните што живеат тука, како јас и ти, знаат да проценат кој има конкретна понуда за подобра иднина, а кој има само празни фрази и флоскули. Така што и овој пат, како и секогаш, граѓаните кои што живеат тука, кои се сведоци на овој напредок на нашата држава, тие ќе гласат и праведно ќе одлучат за Али Ахмети. Во Македонија процесот на приватизација пред 30 години е изведен, никој во државата тогаш не реагираше зошто албанците не добија ништо. Сега вие, поточно ДУИ многу често вели дека на македонската олигархија и смета Али Ахмети и неговата политика.
албанците да учествуваат во поделбата на финансискиот колач. И тука имаме поделба по етничка линија. Секако дека има поделба. Зошто тогаш би се организирал тој хибриден политички центар за да ги исклучи албанците не само од економијата, од институциите, туку и од политичкиот живот и од процесот на одлучување. Се додека ние така се гледаме. Има луѓе, не дека сите така се гледаме. Има луѓе, особено тие кои преку спорна, да не кажам криминална, приватизација станаа милионери. Мислат да ја управуваат целата држава. И организираат секакви операции, средби, како да се обединуваат против албанците. Тоа не носи напред. Ептен искрен сум со вас. И не сме наивни. Значи, не седиме со скрстени раце апропо ваквиве организации и движења. Но и ние и вие, граѓаните на Република Северна Македонија, треба да оценуваат. Зашто, во која стапица треба ние да влегуваме? Од таа стапица што ни ја подготвуваат овие луѓе кои врз грбот на граѓаните станале милионери и што сега сакаат да управуваат и со политиката, и со економијата, и со институциите, и со се. Кај ќе не носи ова? Подобро утре ќе ни обезбеди ова политика. Јас не верувам. Како вие тогаш ги доживувате критиките, забелешките од стратешките сојузници дека во Македонија криминалот и подземјето се во директен дослух со политичките елити пред се во ДУИ и СДСМ, кои, впрочем, креираат една политика на неказнивост? Јас не сум слушнал така дека некој асоцира на Демократската унија за интеграција, бидејќи Демократската унија за интеграција се залага ние да станеме што побрзо дел од европското семејство. Ако ќе бидеме дел од европското семејство, има стандарди кои треба да ги почитуваме сите. И во областа на владењето на правото, и борбата против корупцијата и организираниот криминал. И кој се залага повеќе од ДУИ, а кој резистира, дава отпор да не се случи тоа, да бидеме дел од ЕУ, за да го држи некој си монопол тука. Затоа јас не сум слушал така да асоцира некој на ДУИ, бидејќи токму Демократската унија за интеграција вложува огромни напори тие европски стандарди и вредности да се почитуваат и во нашата земја и да бидат дел од стандардите тука кај нас. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам. Фала на поканата. Следевте интервју со Арбар Адеми, пратеник, координатор на пратеничката група на ДУИ во Собранието, како и претседател на Комисијата за европски прашања.